Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. По 2 години пауза во Титовско ТРЦ денес по 11 пат се одржа манифестацијата Ден на гравот. Во изминативе 9 месеци пребрзото возење, односно неприлагодената брзина според условите на патот, бил најчестиот сообраќајен прекршок. До понеделник времето ќе се задржи стабилно со ниски утрински и релативно високи дневни температури. По 2 години пауза во Тетовско ТРЦ денес по 11 пат се одржа манифестацијата Ден на гравот. Присутните покрај грав можеа да вкусат и други традиционални јадења. Со цел промоција на брендот Тетовски грав, денес во ТРЦ по 11 пат се организираше манифестацијата Ден на гравот, на која присутните имаа можност да вкусат приготвен грав, но и традиционални јадења на штандовите на неколку основни училишта. Значи 11 години сме докажале дека можеме со младите, може со вклучување на сите можеби чинители, земјоделци, да направиме настан и со тоа да се гордееме не само регионално, туку може и пошироко. Значи токму тоа може и во годините, да, ако правиме споредба, секоја година расте бројот на посетители. Значи последната и ова денеска што очекуваме е некоја бројка од околу 600 гости. Значи настанот е можеби основата е иста, значи сакаме брендот на гравот да го промовираме на повисоко ниво, сакаме на еден начин да им помагаме на земјоделците, медарите, на училиштата што можеби на еден начин би помагале во иднина да бидат самоодржливи, бидејќи имаме училиште кои имаат ботаничка градина во Гостивар и тие се токму денеска овде. И покрај сите овие економски елементи го имаме тој дел што е можеби културен, ги имаме покањето културно-уметничките друштва. Ова година можеби се разликуваме поради тоа што имаме од надвор од општина Теарце, значи имаме од кутот Брвеница, имаме Јени Хајот од Тетово и така натаму. Одбележувањето на овој ден покажува дека ние се обидуваме од сите страни, не само како општина, и другите компоненти, како што е невладината организација ЦЕД и сите други граѓани кои сакат да придонесат во овој дел. Едното што сакаме да го негуваме оваа традиција не само на грав, туку и на сите производи, земјоделските производи кои тука ги имаме благодети на самата општина, но и нов компонент денеска зашто заедно со нас ќе бидат присутни представниците од Министерство за земјоделие кои ќе ја представат ИПАР тројката, програмата кој институционално им дава голема поддршка на сите земјоделци. Ова е 11 година поред е како го спремаме ова тетовско гравче. Тоа се потребно за ова каза, ние за 400 оброка спремаме денеска грав и тоа е тетовски грав. И ваден и олоен. Имаме 40 кила грав, пипер, патлиџан ставам 1 кило, многу малу, кромит и моркови. Ставаме и ставено имамо и месо натре. Земјоделците велат дека секоја година родот на гравот е се помал поради климатските промени. Дополнително поскапувањето на земјоделските препарати натера многумина и да се откажат од сеидба. Пред 10-15 години сееше по 5-10-15 декара. Сега више се намали полето, оскупе многу препаратите, земјоделските алати, горивата оскупија. И временските услови многу се смени. Полето ни остана више пусто и гравот, како што ви казав, разни болести го напаѓав и више луѓето и отказа од полето, и од чанката, и од ченцата, и од све. Тоа што гравот го нема во доволна количина го користат препродавачите, кои гравот од други земји го нудат како тетовски. За да се сопре злоупотребата, невладината организација Центар за едукација и развој вели дека истиот треба да се брендира. Единствено мислам дека е со брендирање. Значи тоа е единствената можност и би сакале ние како организација имаме искуство да бидеме можеби носители на овој процес
и да се работи на овој процес и да не ни се случува тоа што се случува со ајвар или други производи што ги имаме. Мислам, единствена можност е брендирање на овој производ со сите спецификации што ги има и во иднина тоа да биде како заштитен знак на Полошкиот регион. Од СЕТ порачуваат дека државата мора да се залага за Тетовскиот грав да се брендира, но и да се поттикнат земјоделците со субвенции за во иднина да не се соочуваме со вакви проблеми. Премиерот Димитар Ковачевски во изјава зборува за подготовката на пакет мерки за финансиска помош за стопанството и дека треба исклучително да се зголеми домашното производство на електрична енергија. Она што во моментов се подготвува е пакет на мерки кој што би требало да биде финализиран некаде до крајот на овој месец, при што ќе се земат во предвид различните карактеристики на индустриите. Бидејќи имаме индустрии кои што произведуваат основни прехранбени производи, кои што произведуваат други производи и услуги кои што се неопходни за одвивање на секојдневниот живот на граѓаните. И врз основа на таква анализа, врз основа на буџетските нормално можности кои што ги имаме како држава, бидејќи не секоја држава има неограничени можности во рамки на фискалната политика, да обезбедиме финансиска поддршка на компаниите во одредени индустрија кои што се на либерализираниот пазар. И тоа нормално дека во моментов се работи, ќе биде разговарано со стопанските комори и потоа ќе се излезе пред нив прво, а потоа и пред јавноста. Она што е потребно е максимално зголемување на производството на електрична енергија која што го имаме во државата и ставање во функција на сите производствени капацитети. За таа цел, и тоа го постојано информираме, многу транспарентно и ЕСМ функционира и ресорните министерства. Веќе се работи на ремонт на еден од блоковите во Рек Битола, се работи на оспособување на третиот блок во Рек Битола, бидејќи тој не беше во функција, со оглед на изгорениот трансформатор кој што во моментов се транспортира од компанијата во Турција која што го сервисираше. ТЕЦ Осломе е ставен во функција, тој работи од почетокот на енергетската криза, иако пред тоа со години не работеше, и ТЕЦ Неготино веќе работи еден блок, еден котел и во тест производство е и во вториот, меѓутоа треба да поминат неколку дена за да се види дали ќе се стабилизира тоа производство, бидејќи таму учествуваат навистина и професори од електротехничкиот факултет во негово пуштање, се работи за прилично сложена операција која што тие најдобро знаат да ја објаснат. Она што државата исто така го прави е обезбедување на непречено снабдување со енергенци, тоа бе и со станоците што бевме во Грција, да има непречено снабдување со лигнит, со мазут, бидејќи ние се снабдуваме доминантно од Грција. Постоеше опасност Грција да воведе забрана за извоз на лигнит. Зошто? Затоа зашто нивните производители на електрична енергија произведуваат од лигнит и секој извезен тон на лигнит надвор значи увоз на поскап газ, кој што има енормно висока цена. Меѓутоа со премиерот Мицотакис и со неговиот тим најдовме заедничко разбирање да нема таква забрана за Северна Македонија во текот на целиот период до крајот на првиот квартал идната година, кога и најмногу се троши електрична енергија. Председателот Стево Пендаровски во гостување во емисија на Слободен печат меѓу другото зборуваше за војната во Украина, за помошта во војна опрема и оружје што Македонија ја испрати во Украина и дали некоја од земјите членки на НАТО би можела да се приклучи во војната. Меѓутоа, ако прашувате, а ја го фаќам точно вашето прашање, во овој период, за овој период сите се согласуваат дека ќе има пролонгирање на војната. Значи, никој не предвидува брзо завршување на војната. Никој не предвидува. Сигурно ќе трае, за жал, пред се на украинците, па потоа на сите други, ќе трае целата ова зима, некаде на пролет, може би, зависно од развојот на настаните на терен, може би Путин ќе почне поинаку да размислува, во овој момент не размислува. А можно ли НАТО поинаку да почне да размислува? Не. Можно ли НАТО да ги помине руските граници? Не. Не. Значи, тоа е некоја варијанта и тоа не е во НАТО никако заземен став, него прашуваат експерти што ако Русија употреби тактично нуклеарно оружје. Не мислам. Дали тоа би било црвена линија? Мислам генерално поактивно да се вклучи НАТО во... НАТО е, меѓу нас кажано, мислам го знаете, многу вклучен. Само што не е со војска на терен.
на земја што се вели. Инаку практично не постои ни една земја членка на НАТО. Исклучувате директен судир НАТО-Русија? Апсолутно, апсолутно. Од било која? Прво, за да влезе НАТО како НАТО, мора да има консензус од 30. Можно ли некоја НАТО земја да се вклучи во тој конфликт? Моја проценка е, ако Директно? единствено може да се вклучи Америка, бидејќи има толкава воена сила, меѓутоа моја проценка е дека нема да се случи. Се што дадовме, дури и од воена опрема и оружје на Украина, според стратешкиот план за развој долгогодишен на македонската армија, немаше да ни биде потребен. Еве, овие толку извикани сухои. Но мислам дека таа констатација не е многу за фалење, дека сме дали Не, старо разбирате, оружје. значи ние велиме, не вака е, значи ние правиме 10 годишни годишни, 3 годишни, 5 и 10 годишни планови заедно со НАТО. И велиме за оваа држава, за оваа територија, со овој тип на безбедносни закани, што ни треба, какво оружје ни треба, колку луѓе ни требаат? Во контекст на НАТО се разбира. И вели, вас, например, знаете што, стара е тоа една теза која не можеме да објасниме 2001, бидејќи имаше некои ратоборни да ги наречем, кои велеа не треба со авиони да се направи тепих, не знам, тоа албанско село, ова албанско село. Во тоа време се купијат и 4 сухои. Не бевме каде, не бевме ни членки, ни близу членки до НАТО. Американците веднаш ни рекоа, нема да ви требаат авиони. Вас ви требаат други сили и способности за брзи маневарски капацитети да направите. Не ви требаат кого ќе бомбардирате? Ваши граѓани. Значи, прво, авиони никогаш не ни требале нам. Хеликоптери, транспорт, да. Авиони не. Значи, тие од кога се купени, тие беа конзервирани и стоја во хангарите на војниот аеродром. 20 и кусур години. Шефот на дипломатијата Бујар Османи отварањето на бугарскиот клуб Цар Борис III во Охрид го оцени како провокација и потенцираше дека тоа уди на штета на бугарската заедница во земјава. Ние имавме соопштение како МНР на ден пред одржување на отварањето и протестите. И имаше јавни реакции дека зошто МНР реагира кога е ненадлежно и формално ако се гледа навистина сме ненадлежни заради тоа што тоа е здружение основано од наши граѓани и не е тоа или пак регистрирано овде во Република Северна Македонија и тука МНР навистина нема надлежност, но ние почувствувавме потреба дека треба да дадеме свој став по однос на тоа што се случува и еве можност и јас да дадам став, иако тоа е прашање внатрешно во Република Северна Македонија. И сакам тука да разграничиме два аспекта, за да не дозволиме да ги измешаме, затоа што можеме да влеземе во стапица и да си создадеме проблем себе си. А тоа е, прво е правото на здружување и на политичка и на етничка основа и правото на изразување на тие чувства јавно. И второ, правото на здружување врз основа на меѓусебна толеранција, почит, добрососедство, пријателство и така натаму. Значи, битно е да ги разграничиме овие два аспекта и да ги коментираме засебно. Значи, прво, правото на здружување е уставно загарантирано право. Член 12 од Уставот вели сите граѓани може да се организираат во здруженија, дали политички, во политичка, етничка, економска и така натаму. И тука е недвосмислено дека сите граѓани на Република Северна Македонија може да се организираат во здружение. Исто и позитивните законски прописи тоа го овозможуваат. Република Северна Македонија е потписник на Конвенцијата за заштита на национални малцинства. Таму исто член 1 вели граѓаните имаат право да се здружуваат и да ги изразуваат своите погледи и чувства. Но сега доаѓаме во втората точка и вториот член од оваа конвенција, која што вели тоа треба да го прават врз основа на дух на толеранција, диалог, пријателство, добрососедство. Мислам дека името избрано за овој прво правото на здружување е неприкосновено, имаат право граѓаните да создаваат клубови колку што сакаат согласно законот и уставот. Меѓутоа името не е во согласност со оваа втора точка од конвенцијата, а тоа е во духот на диалог и пријателство, бидејќи ова име ниту придонесува, ниту помага во пријателството, разбирањето, диалогот помеѓу народите и помеѓу државите, туку напротив е основа за раздор и нетрпеливост. И од тука сметам дека да е провокација.
дури ќе одам и подалеку, мислам дека е на штета на интересите на бугарската заедница овде. Дали тоа некој им го прави свесно или несвесно, не можам да кажам. Меѓутоа, ево, не само како министер за надворешни работи, туку и како представник на или политичар кој што работи веќе 15 години за промовирање на правата на заедниците, можам да кажам дека ова оди на штета, и тоа во момент кога бугарската заедница добива можност повеќе да се здружува, да ја изразува својата посебност. Во изминативе 9 месеци од оваа година на поширокото тетовско подрачје пребрзото возење, односно неприлагодената брзина според условите на патот, бил најчестиот сообраќаен прекршок. И во изминатите 9 месеци од оваа година, како впрочем Милани, најчест сообраќаен прекршок на поширокото тетовско подрачје бил пребрзото возење, односно неприлагодената брзина според условите на патот. Во овој период вкупно откриени законски санкционирани биле 5511 пречекорувања на максимално дозволената брзина во најголем број надвор од населено место, пред се на автопатот Гостивар – Тетово – Скопје. Покрај ова санкционирани биле и 1306 лица кои ги управувале возилата патнички товарни без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, како и 767 лица возачи кои не им дале предност на минување на пешаците, дури и на обележани пешачки премини. Во 9 месеци на ова подрачје соодветно санкционирани со изготвување на предвидените поднесоци биле и 322 мотоциклисти за некористење заштитна кацига, односно шлем, но и 357 возачи кои управувале под дејство на алкохол и 211 лица кои непрописно пристигнувале на забранети места или во колона. Секторот за внатрешни работи Тетово и во текот на овој месец продолжува со превентивни, контролни и други активности чија примарна цел е навремено откривање и санкционирање на сообраќајни прекршоци во функција на подобрување на вкупната безбедност по тетовските улици на патиштата, регионални и локални во регионот. Посебно внимание во нив ќе им биде посветено на контролите за брзина и управување без возачка дозвола, а нема да изостанат и контролните активности со кои ќе се опфатат другите видови сообраќајни прекршоци, непрописно паркирање, непропуштање пешаци и слично. Управата за хидрометеоролошки работи со прогноза дека до понеделник времето ќе се задржи стабилно со ниски утрински и релативно високи дневни температури. Во пладневните часови во Републиката преовладуваше сончево време со слаба, во западните делови и полошкиот регион тенка облачност, низ која и понатаму е сончево. Температурата во 14 часот во Тетово достигна до 21 степен и дува слаб северозападен ветер. А и до крајот на денот ќе преовладува сончево време со малку тенка облачност претежно во позападните делови од Републиката и ќе се задржи топло за овој дел од годината. Утре наутро повторно свежо, но температурите во полошкиот регион нема да се спуштат многу. Во Тетово температурата до 5 степен ќе се спушти, а преку денот ќе достигне повторно до 22 степени. Утре малку повеќе облачност, повремено умерена, значи поголемо на облачување и понатаму северен ветер со слаб интензитет. Во понеделник ќе се зголемува облачноста преку денот од западната страна и во полошкиот регион, а веќе во вечерните часови во Полошко ќе започнат првите врнежи од дожд. Преку ноќ овие врнежи ќе бидат малку почести, а врнежливо ќе биде во полошкиот регион и во преку денот во вторник. Температурите од овие врнежи нема многу да се спуштат преку денот, а утринските малку ќе се покачат, па така веќе од вторник понатаму и за некој степен наутро повисока температура.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова викенд издание на регионалните вести. Имајте пријатен ден.